Со вас малку различен концепт. Уметник од лаички пристап, како гледате на дискриминацијата? Која е тема, денешна тема, актуелна тема? Тоа е една интересна тема која што не го остава човек мирен, ако е малце свестен за себе самиот и за своето место во општеството. На прво вака кога ќе ми каже некој за дискриминација и за луѓето што се дискриминирани и за нивните права и све, јас секогаш се поставам во ситуација а што тие луѓе што се дискриминирани прават во врска со тоа прашање? Тоа е интересна состојба која што јас некако пробувам да ја изанализирам, бидејќи секогаш тргам од самиот себе и се прашувам зашто некој дозволил да биде дискриминиран. Дали ви е познат фактот дека има многу луѓе кои што воопшто не ни знаат дека се дискриминирани? Значи, ќе тргнеме од тоа. Дали се дискриминирани ако не знаат? Апсолутно. Значи, ако одредено лице не би, значи вака луѓето значи поседуваат права кои што им се основни права, кои што се темелни права, кои што секој ги поседува, како што е право на живот, право на работа, право на образование, така, право да екзистира во системот, да постои. Доколку тоа право не му е овозможено, значи државата затаила. Правниот систем затаил во државата. Јас сакам да прашам нешто, кој им ги дава тие права? Тој што ти ги дава правата, дали е свестен за тоа тебе што ти треба? Значи, заклучокот и поентата фактички ви е одговор на прашањето кое што го поставивте. Значи, тој што ви ги дава правата треба и да ви ги штити. Значи, вие сте човек кој што, предпоставувам, не припаѓате на ниедна од ранливи или маргинализирани групи. Не се знае, може би припаѓам, ама не знам. Меѓутоа, еве да предпоставиме дека не сте. Добро, да. Значи, бидејќи нашиот систем и другите системи ги познава, има значи критериуми по кои што ги определува тие луѓе, така. Една од такви популации, на пример, е ромската популација. Така. Конкретно на таа тематика лично како адвокат и многу сум работел, значи имам и успеси во поглед на дискриминацијата и на предмети со дискриминацијата. Тие луѓе значи конкретно не можат да ги бараат правата. Зошто? Значи не дека не знаат, не дека не се обидуваат. Меѓутоа тие луѓе се обесхрабрени од самиот систем. Значи самиот систем ги дискриминира, не им ги дават доволно информациите кои што треба да ги поседуваат. Луѓето значи се обесхрабрени, се во еден лавиринт. Доаѓа на шалтер, не може да поднесе барање. Доаѓа на шалтер, не добива информација. Значи ставот на службеникот према него е на дистанца, ригиден е ставот е како да кажам антинастроен. Наместо да биде тој поддршка за него, тој према него како непријател. И кога ќе добие таков печаток, лицето кое што доаѓа на шалтерот, значи во било која институција, значи истиот се обесхрабрува. Значи токму ние сакаме да ги охрабриме дека не треба тоа да се случува. И затоа, како што кажавте, треба да се научат луѓето и треба да им се дефинираат тие основни правила за да можат да се ги остварат своите права. Се согласувам, да, но јас само ако може да би додал едно нешто дека човекот ги учи своите права од најмали нозе, така? Во фамилијата. Така е. Родител, најчесто, нели, два родитела, 1, 2, 3, 5 деца. Така. И тие деца меѓу себе би требало да се еднакви, така? Така. Тоа значи ти имаат право на еднаквост, така? Така. Од кого ќе го научат тие тоа? Од кого би требало да го научат тоа право на еднаквост? Така. Од својот родител. Апсолутно. Од кого ќе го научат правото дека кога ќе излезат на улица ти имаат право да се личности? Пак од својот родител. Јас верувам дека првата едукација за своите права треба да ја добиеме од нашите родители. Така. Меѓутоа, може ли сега да ви дадам еден пример? Значи, бидејќи ги споменав ромите како една конкретно таргет група моја маргинализирана што ја работам во предметите. Значи, вие кажавте во едно семејство се создаваат првите вредности. Така. Значи систем на вредности како што ве разбрав. Меѓутоа, знаете ли како изгледа едно класично ромско семејство? Ставувам, знаете, така бидејќи секојдневно се среќаваме. Значи, кој е степенот на образование на родителите, колку тие можат да му ги пренесат тие вредности. Значи, самите родители биле предмет на дискриминација претходно, биле доведени во позиција за да не можат да им ги пренесат вредностите на децата и автоматски последиците одат до бескрај доколку се продолжи, доколку не се превенира и доколку не се превзема действија за заштита од таа дискриминација која што постојано им се случува. Токму поради тоа, значи на нив не им е дадена можност да се запознаат со своите права. Кои се тие нив? Првата дискриминација
кога ќе ги делиме луѓето по било која основа. Така. Човек нема врска по како изгледа, што прави, како прави, е човек. Така. И јас не се согласувам дека фамилиите ако се вакви или онакви, тие се, значи, во Македонија се уште основното образование е бесплатно. И јас не се согласувам, тие се необразовани. Може секој кој што сака во овој момент може да се образува и затоа кажав уште на самиот старт, јас верувам во тоа дека секој лично сам треба да се избори за своите права. Ако е необразован, треба да се образува прво и да се бори за своите права. Значи, системот е тука постои, тој да не заштити, но истовремено и да ни става некакви обструкции, така во остварување. Така да, мојата порака е на сите луѓе што се чувствуваат дискриминирани. Прво треба да размислат дали они самите себе си се дискриминираат. Тоа е првата дискриминација која што луѓето и после да ги бараат своите права од другите луѓе. Бидејќи ако ти на сам себе не си дадеш право прво да постоиш, да имаш такво и такво име какво што сакаш и да имаш знаење за такво како што ти треба. Не можеш да бараш од некој друг ако прво сам на себе не си дозволиш. Така. Значи споменавте дека барем така го сфатив јас. Значи со самото тоа што нели кога ви дадов пример и се обратив нив, таа група на луѓе така натаму, значи почувствував дека го сфативте како систем дека ете тие луѓе се дисквалификувани во старт со тоа што се обраќаме дека тоа е посебна група. Така. Меѓутоа не е така. Сега ќе ви кажам зошто не е така. Значи, одредени групи на луѓе кога ги определуваме и во теоријата и во праксата посебно ние е од аспект на тоа што им се дава можност да бидат идентификувани. Кога ќе ги идентификуваме, тогаш може да им помогнеме. Маргинализираните групи ги идентификуваме и понатаму ги дискриминираме позитивно. Значи, некогаш им даваме и поголеми права од тоа што некој друг има, а се со цел да ги доведеме на некое еквивалентно ниво. Се согласувам со вас, но за да се идентификуваш, идентификација прво ти треба лична, па ти треба фамилиарна, па да припаѓаш на една група, но пак кажувам, ако ја нема единката, тој е едниот, кој што припаѓа на одредена група, и ако тој сам за себе не е свестен, тогаш не можеш да бараш надвор. Мојот апел е во суштина секој оној кој се чувствува дискриминиран, прво да седне и со сам себе да има диалог и да каже јас на себе не си дозволувам ова и ова, па после да каже тој не ми дозволува тоа и тоа. Суштината на тоа што ми го кажавте дека образованието и едукацијата е едно од главните сегменти како човекот може да ги свати сопствените права и понатаму да ги штити, да се надградува е апсолутно нешто што се согласува. Меѓутоа, кога зборуваме за маргинализирани групи, за ранливи групи категории, тоа се најчесто категории на групи и на поединци кои што се со низок степен на едукација. Тука затајува системот и тука се случува најголемиот процес на дискриминација, барем од тоа што во мојата работа и во пракса што сум го идентификувал. Правото на образование е право кое што го има секоја индивидуа. И тоа мора да го користи. Значи, дури и образованието задолжително не е само право, туку и обврска која што мора да се почитува, така што е многу битно. Обврската наметната за образование не е на тој што треба да се образува, туку на тој што се грижи, што е старател на тој што треба да се образува. Конкретно, родителот е старател на детето, што значи негова обврска е да го образува детето и да го прати во училиште за да може истото да се стекне со основни познавања и едукација. Што значи дека самиот родител со тоа што него детето пратил на образование, го ја прекршил обврската што има согласно закон, а од друга страна го подложил детето на процес на дискриминација која што понатаму се шири со други. Меѓутоа, проблемот со кој што се соочуваме ние во значи тоа вака изгледа теоретски супер и многу едноставно за објаснување. Едниот ќе го казниме, другиот ќе го пратиме на образование и сме завршиле со приказната. Тоа не е така во пракса, бидејќи најчесто тие групи на луѓе кои што прават кои што се доведуваат во таква ситуација, значи да има отсуство на користење на правото за образование, се луѓе кои што биле и претходно дискриминирани, луѓе кои што не можеле да ги, значи не го сваќаат системот и значењето на своите права. Замислете вие човек кој што се наоѓа е социјално загрозен. Значи човек кој што нема огрев преку зима. Замислете човек кој што не знае како да го прехрани семејството.
замислете во една таква средина, кај што имаме еден таков проширено ментален склоп за таква социјална загрозеност, замислете образованието на кој степен го ставаат, сигурно на еден од последните. Ме разбирате, тоа е нашиот процес и нашата борба, значи како ние да ги надминеме сите, зашто отсуството на образование подразбира и значи повреда на низа на други права. Еве ќе ви посочам еден пример, да се навратиме во минатото, во многу подалечно минато, робството кога било дозволено, така? Значи робовите, луѓето кои што биле робови, што денес е незамисливо да се биде, апсолутен основ за дискриминација денес доколку некого поробите, така како личност, како човек, тогаш тие луѓе така биле воспитани дека тие треба да бидат робови, за нив тоа не било дискриминација. Они не го сметале. Меѓутоа, сега вие, еве како човек кој што размислува на оваа тема, тие луѓе тогаш што биле робови, сметате дека биле дискриминирани затоа што самите мислеле дека не се дискриминирани? Јас прво не се согласувам со вас дека тие им било окей дека се робови. Никого не му е окей да ги нема основните човекови права. Ако го земеме самата суштина на поимот роб, ние денес и јас и вие сме во некоја ситуација робови на например на конзумеризмот. Значи, кој ќе не брани од конзумеризмот? Каде што ние ги имаме сите права, ама капитализмот знае некако да заврти одоколу и да ни ги одземе правата на избор. Ни дава преголем избор, а во суштина немаме никаков избор. И се согласувам и со ова што го кажувате, тоа е еден принцип на размислување, меѓутоа вие сега начнавте една тема малку што се однесува на некои пошироки права. Значи, зборуваме за права кои што се малку помодерни права, би ги нареколе со некој едноставен речник. Значи, кога зборуваме за тие помодерни права, значи тогаш имаме вакви опции за размислување апропо, значи за или против за тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за овие елементарни права кои што за жал, значи во нашава држава имаме уште состојби кога треба да браниме елементарни права. Како например? Како например лице не е запишано значи не се води, не евидентира. Добро. Значи не евидентира во системот во државата никако име, никако презиме, никако матичен број, значи не може да оди во школа, не може да се вработи, не може да остварува никаков социјален статус. Значи најчести најконкретни проблеми. Тој е дискриминиран. Значи државата треба да му го овозможи тоа. Постојат и прописи кои што го овозможуваат тоа, меѓутоа никој не се дрзнува од државата, значи како општество и како систем да излезе и сама без никаква правна помош да рече чекај сега ова лице го најдовме, дај сега да му помогнеме на ова лице. Мислам дека државата е инертен механизам и дека јас ја гледам државата како кластер на многу заедници, на единки, на системи кои што функционираат и сепак и покрај ова мислам дека поединецот што ги нема тие права е тој што прв треба да викне и да каже и да ги побара правата и да не престане се додека не ги добија своите права. Јас верувам во тоа бидејќи се додека се поставуваш во ситуација дека ќути добро е, мислам дека дозволуваш да бидеш дискриминиран. Так. И јас, извинете само уште тоа, мислам дека е многу важно прво да размисли секој за себе, што во суштина му треба, кои се тие работи што му се неопходни, што му се потребни, кои би биле тие права што на него му требаат и во однос на тоа да не престане во борбата на барање на тие. Да, меѓутоа сега ја ќе ви поставам пак едно контрапрашање, да го прошириме размислувањето. Што ако некој смета дека тоа му е доволно? Значи, нели ми рековте претходно дека ако некој мисли дека не е дискриминиран, тоа е супер и не треба да се смета како акт. Не реков супер, ама така. Меѓутоа, ако тој човек смета дека тоа му е доволно и не треба ништо повеќе, тоа значи дали и тоа сметате, значи сега ми викате дека е дискриминација, значи стигнавме до таа поента која што заеднички ја размислуваме, заеднички исто, меѓутоа на поинаков начин ја прецепираме. Тоа е многу интересна состојба. Например, ако гледаме на човекот како еден дел од природата, така? Кој што пред се мора да ги задоволи своите основни човекови потреби. За да опстане треба да има храна, вода, воздух, и после понатака идат тие малце покомплицирани потреби што му требаат. И ако човекот нема потреба за нешто, не му е ни во радарот
Зашто уопште да се малтретира со размислување за тоа? Тоа е хипотетичко е прашањето кој што во моментот си го поставувам и мислам дека понекогаш големите институции кои што државата, па заедниците на неколку држави, па не знам, униите и дури понекогаш и преголемо форсирање прават и стават акценти на некои работи кои што во суштина се далеку од моменталната потреба на некој човек што му треба, а му поставуваат една состојба која што тој може, како што рековме, не му треба, зашто да се земара тогаш со тоа? Интересно е како состојба за размислување. Искрено, значи и покрај тоа што можеби, нели, јас сум тој што треба за дискриминацијава да ви дадам некои појаснувања, прашања, значи доста интересни сегменти и научив од вас во овој разговор. Сакам да финализирам со едно, барем за мене, како адвокат, суштинско прашање што ме интересира. Кога вие би биле дискриминирани по било кој основ, како личност, како индивидуа, што би превзеле? Мала дигресија. Кога се учи една борбена вештина, секогаш вежбаш со самиот себе и со замислен непријател. Понекогаш се случува да имаш борба, дали како надпревар, дали како вистинска во животот борба, каде што треба да се соочи со некого. И во тој момент инстинктот, ако си доволно навежбан, инстинктот те доведува во состојба да ти ги употребиш некои од тие техники за да си го спасиш собствениот живот. Но најголемите мајстори на борбените вештини, поготово од истокот, викаат дека победник е оној што ќе успее да не влезе во борбата. Ама за да стигнеш до тоа ниво, ти мораш да ги имаш сите техники. Значи, за да си вешт, но толку вешт да воопшто не влезеш во конфликт. Значи, според мене, ова што го кажавте е една порака. Значи, да превенираме, а не да дозволиме да бидеме дискриминирани или било кој да биде дискриминиран. Да знаеме све. Колку што може повеќе да знаеме, ама да не дозволиме другите да ни ја кројат нашата лична судбина во моментот, во овој ден, во оваа година и понатака во живот. Значи, клучен фактор е едукацијата. Доколку човекот биде запознат со своите права, тогаш и ќе ги штити. Добро. Ви благодарам многу, беше мило. Јас ви благодарам.